Добар ден, почитувани гледачи. Еден голем поздрав од етно ресторано Златно буре Кучково. И јас еве веднаш се фатив на работа. Во тенџерето имам 2 главици црвен кромит, кој што бара подолго време така да си се пржи, да си се динста. И затоа реков прво ќе го ставам да се пржи, а потоа ќе ви кажам што се е потребно за овој специјалитет на денот. Јас сум тука секогаш да ви предложам нешто кој што е брзо, лесно, едноставно, а вкусно. Денеска ќе ви предложам за вашиот ручек или вечера пилешки џигер на мој начин. Токму велам дека јас си го измислив овој рецепт затоа што најчесто и моите деца знаеа да кажат: "Ма не сакам јас џигер да јадам, па не, суво ми е, вака ми е, така ми е, не знам што." И реков ќе пробам со многу македонски зеленчук. Вкусот што го има зеленчукот во комбинацијата со пилешкото џигерче, прсти да се излижете. И нема да ве чини многу, навистина тоа е што се вели, и сите вие намирници што ги има на масата, исто така ги имате дома, а пилешкото џигерче е спакувано нели во едно пакување од 500 грама. Целото ќе го земете за овој специјалитет и со 500 грама џигер ќе не јадете цела фамилија. А со се срца, со се и не го сечкате, ништо не му правите. Понатаму 2 главици кромит. Не треба да биде ситно сечкан, туку малку покрупни и уште подобро ако имате црвен. Понатаму 2 зелени пиперки и 2 црвени пиперки. Ако немате црвени, ставете само зелени. Јас сакам да ги направам овие комбинации, знаете зашто? Затоа што ми се допаѓа колоритот што го има во тенџерето. Понатаму ќе ви треба 1 лажица супена брашно, 4-5 лажици супени доматно пире или салца, ама домашно направено, неколку чешниња лук. Ви кажав 2 црвени пиперки, 2 зелени или 4 црвени, 4 зелени ставите, малку масло по потреба, 1 децилитар вода, малку буковец, малку мешан сув зеленчук, малку бибер, триена сол, црвен пипер, половина китка Макдонос, половина чаша црвено вино или 1 децилитар. Значи нема да ви кажам ништо за ова, дали 1 лажичка, дали половина лажичка. Ова се нашите секојдневни зачини што сите ги имате во кујната. Значи дали сакате да ставите пола лажичка или сакате да ставите 1 лажичка, нека биде изборот ваш. А тоа што ќе го добиете на крај, и затоа во текот на подготвувањето постојано пробувајте си. Пробувајте си. Еве го веќе кромичето. Значи доби еден стаклест изглед и сега ќе му ги ставам и пиперките. Значи прво се пржи кромидот, како сечкам така ќе ставам. Значи на покрупни парчиња. Не треба да биде она ситно, па ништо да не се препознава. Не, напротив, туку да се препознае пиперката, да се препознае кромидот, лукчето. Ова пиперка не ни има семе. А сега баш ги има црвените пиперки, нели? И како сечкате, така ставајте во тенџерето. И ова си бара така динстање, може би околу 1 час ќе ви треба за да го подготвите овој специјалитет. Целиот овој зеленчук ќе си пушти од својот сок и така да сето ова кога ќе се преплетка заедно ќе добиете еден неверојатно вкусен специјалитет. Само спремете си малку повеќе лепче дома. Ова мене ми наликува нели како мучкалица кога правиме, па ставаме наместо месо, сега имаме тука
джигер и да ви кажам, значи, топ погодок е. Затоа што пилешкото джигерче е меко, бргу се приготвува, повеќе време одзема, нели, ова додека си издинста зеленчукот, па дури ако сакате, ако спремате за возрастни, па дури можете и лута пиперка да ставите или буковецот да е лут. Ајде, така уште една зелена пиперка ќе ставам. Еве, може да биде, па и бабурак ќе ставам. Оценека има помалку. Така. Значи, како што кажав, джигерот го ставаме сосема на крајот. И веќе ова ќе биде доволно. И после мацкање колку ти душа сака. Сега и ова го промешувам. Ете така, погледнете. Црвено, зелено, лила. Нема боја што ја нема. Па уште и Макдоносот која ќе го ставиме. Сега ќе го насечкам и лупчето и него ќе го ставам. И потоа така на тивко го оставам се заедно да си се пржи, да си се динста на тивко. Колку повеќе лукче ставите, толку ќе биде подобро, повкусно. Веднаш сега можеме да го ставиме. Така. И ќе ги ставам зачините. И се додека не забележам дека е пржен зеленчукот, не правам никакви други действија. Ај, уште едно ќе ставам. Како замириса. Ете така. И ова вака малку. Тоа е тоа. Сега следуваат зачините. Ке ставам малку сол. Потоа може и да додадам, нели? Сега ќе го ставам и буковецот. Ова е благ, но ми е потребен мирисот што ми го дава кога ќе се испржи. Малку бибер. Така. Малку мешан суп зеленчук. Така. Црвениот пипер, триената сол, брашното и Макдоносот ќе ги ставам пред да го додадам джигерот. Значи джигерот го ставаме на крај и сосот од домати. Сега оставаме да си се прши се ова. Како путер се направи, значи путер. Е сега, вака ќе направам. Брашненцето да се пропржи малку. Така. Триената сол. Црвениот пипер. И промешува. Ете така. Супер. Да го фати, значи, само врелото масло. И сега го ставам джигерот внатре. Така.
И сето ова го промешувам. Го промешувам, го ставам црвеното вино внатре, сосот од домати, ова е домашно, ајде така, макдоносот и ќе му ставам малку водичка, можете и кисела вода да му ставите. Промешувам. Можете и во текот на пржењето на динстањето да му додавате водичка. И ќе го затворам тенџерето, го оставам, па не знам, сега веќе уште половина час сигурно. Е така, 1 децилитар. Сето ова добро ќе го промешам. И ќе го оставам да си крчка, крчка, крчка. И на крај, за да знам дека е готово, ќе му додадам, ќе го пробам джигерчето, да видам оно дали е добро. Ќе му додадам уште малку масленце, оти ова си сака масленце. Ете така. И ќе морам да пробам за сол, да видам дали е доволно. Лепчето ни е веќе спремно. Како е погодено и во сол е погодено. Леле, како велат окото да ти е вагата. Одлично. Во меѓувреме додека ова се крчка, јас ќе подготвам некоја салатичка, малку лепче и седнуваме на заеднички ручек. Останете со вкусот на традицијата. Готово, искрчкано за мераки од тенџерето го префрливме во земјена тава, така вкусот ќе му биде уште подобар. Гледајте, полн е со сос, видете. Чади уште, чади. Што ќе биде ова убавина сега. Го послуживме со мешана свежа салата, со лути пиперчиња, еве веднаш да си земам 1 лута и се разбира лепче, затоа што ова се мака. Ете така, прво да го пробам сосот, леле како мириса, само да знаете како мириса. Леле, колку е добро ова. Не можам да ви опишам колку е ова убаво. Мирисот на лукот, на крумидот, на црвеното вино чуда има направено. Джигерот, кајмак. Арно ви реков јас, подгответе си лепче и насладете му се на овој специјалитет. Па како убаво се чувствуваат и пиперките.
дека така на покрупни парчиња се. Прекрасно е, драги мои, значи ова има чиста 10. Јас му давам чиста 10, а впрочем и во кујната рекоа дека е прекрасно, го проба. Ве поздравувам, драги мои, до следната емисија Вкусот на традицијата со една мисла, дека луѓето се исто како и часовници. Некои брзат, некои доцнат, а некои се расипани. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата.